Добре дојдовте во 360 степени. Наодите на интерната комисија на Министерството за здравство дека во 10 од пријавени 25 случаи станува збор за непотребно упатени или непотребно оперирани пациенти со кардиоваскуларни диагнози го потврдија она што првично јавно го зборуваше кардиологот Сашко Кедев, но со оглед на тоа што беа соопштени ограничени информации, отвори серија дилеми. За дел од нив во ова издание на емисијата ќе разговараме со Азир Алиу, министер за здравство. Со оглед на неговата политичка припадност на Влен, го отвораме и прашањето за предстојното пополнување на испразнети места во владата, евентуална промена на актуелни министри или можеби ротација на ресори. Господине Алиу, добре дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата. Добро ве најдов. Прво за политика, па за политики. Како сакат. Дали го расчистивте прашањето со ВМРО ДПМН за тоа дали Влен во предстојното пополнување на испразнети места во владата ќе предложи ем министер за животна средина, ем вице-премиер? Васко, знаете, реконструкција или организација на владата е на два столба, да кажеме, два пилари, два пристапа. Едниот е политички и другиот е функционален. Значи, политички ќе треба политичките партии да седнуваат и да се договарат за ресори, кој ќе ги води тие ресори и така натаму. И овој дел е тема во овој период, додека вториот момент е функционален, кај што се анализираат работата, функционалноста, резултатите на ресорите, се со цел да имаме успешна владина програма реализирана. Така да во оваа фаза се анализира моментот, политичкиот момент, како ќе биде организирана таа структура наречена влада. Понатаму најверојатно ќе треба и вториот момент, функционалноста, да се види на ресорско ниво. Господине Алиу, немате договор? Или сега одново го отворате договор? Имаме договор. Јас бев дел од таа група која што ние имаме договор за креирање на владата, така да тој договор се уште подоба на ресори, така, и за подоба на ресори. Така и за подоба на ресори, да. Добро, и ако добро разбирам, ставот на ВМРО ДПМН е дека учеството на Влен во владата треба да остане со 6 членови, колку што имавте. Тој договор во кој што го имавме, да. Колку што имавте досега, и дека не треба Влен да понуди ем човек за животна средина, ем вице-премиер, со што практично би имала 7 члена на владата. Тоа е дел од преговорите во кои што течат во моментот, така да одлучуваат лидерите на политичките партии и ценам дека за брзо ќе биде решено тоа, заради тоа што имаме ресорно министерство кое што нема министер и ќе треба да биде пополнето заради тие обврски што ги имаме кон институциите, кон граѓаните, кон владата. Името на Беким Сали со недели веќе се спомнува како потенцијален член на новата влада, но ако ВМРО ДПМН остане на позицијата дека не може да понудите две нови имиња, туку дека треба да понудите едно ново име, а како меѓу себе ќе ги распоредите можеби ресорите и кој од министрите ќе биде втор вице-премиер, си е ваша внатрешна работа. Тогаш можно ли е Беким Сали да биде нов сепак ресорен министер, например за европски прашања, на местото на Орхан Муртазани, а од таа позиција евентуално да биде вице-премиер или не знам, можеби некој друг од министрите ќе биде вице-премиер. Васко, знаете како, освен договор во кој што е креирана таа владина структура, исто така ние имаме и договор, бидејќи и Влене нели составена од 4 политички партии, имаме и внатре исто така поделена структура на политички позиции, директорски заменици на министри и така натаму. И ценам дека, имајќи ги во предвид внатрешните структури, поделбата внатре во самиот Влен, исто така имајќи во предвид тој договор што ги имаме со ВМРО за креирање на владата веќе година и пол активна, ценам дека ќе се најде начин како тоа да се реорганизира. Таа позиција е позиција на алтернатива, така да тие внатре ќе треба да се организираат за реорганизација или свичување од еден на друга позиција на колегите што се дел од владениот. Ако добро разбирам, не може и Орхан Муртазани и Беким Сали да водат ресор во владата. Сепак разговорите се во тек, да оставиме, ценам дека за 2-3 дена, максимум 4 ќе имаме резултати, ќе видиме која структура
новата, ајде да кажеме, после локалните избори организација Да, ќе јас, има. јас ве прашувам за други, не ве прашав за вас. Вашата позиција во владата сигурна е? Видете, мојата позиција во владата и како човек, мојот пристап е да се работи, да бидам активен и да ги реализирам сите активности кои што ни се предвидени за 2025 година, бидејќи јас сум свесен и моите и досегашни и оваа политичка позиција ја гледам како позиција која што треба ти е дадена една позиција за да може да ги реализираш целите на таа институција. И верувајте дека јас од таа позиција се носам и се водам секој ден. Сепак овие не се позиции кои што вие аплицирате на некој отворен повик, полагате некој тест и сте најдобриот во системот за да бидете министер за некој ресор, во овој случај за ресорот Министерство за здравство, така да ни не патам, ни немам грижа, ни не трошам енергија во тој момент. Како што кажав, реорганизација на владата се прави и од политички аспект и од функционален аспект. И ценам дека за сега таа позиција е позиција на Алијанса Вие за бевте во албанците. друг ресор, во една друга влада, МИО, тој ресор веќе сега не постои, поделен на два. Може да ве видиме во трет евентуално ресор, бидејќи здравство ви е втор. Знаете, сепак нашите позиции и позицијата министер е менаџерска позиција, но не по секоја цена можете да дадете максимум од себе си, од вашата гледна точка како менаџирате со процесите. Мене информатичко општество ми е професија, бидејќи јас сум инженер по компјутерски науки. Ама и образование ви е и образование исто така, но од другата страна во медицината јас докторирав и магистрирав на софтвери за креирање на софтвери за медицински цели, така да индиректно сум полагал и медицински предмети, така и исто така сум бил експерт вклучен во екосистемите на медицинските решенја. И исто така ми е близок како ресор, како процеси внатре. И се најдовте себе во ресорот? Да било некој министерство кој што немам, сепак треба да имате базични знаења за екосистемот кој што ќе треба да менаџирате. Дефинитивно да, значи тука од моја гледна точка како инженер, прво дефиниравме кои се проблемите во здравството и понатамо чекор по чекор креиравме акциски план и национална стратегија правиме во момента за да може да се реферираме на истата и на акцискиот план и да ги следиме процесите и решенијата на Ова е ретка проблемите. ситуација во која што министер за здравство не е доктор и тоа не е доктор од клинички центар најчесто, нели беа такви решенијата. Недим Рама или Мухамед Хоџа ќе биде нов министер од структурата на Изет Меджити? Тоа зависи од нив кои ќе одлучат, се спомнуваат и двајцата. Сепак не би било добро јас да давам такви информации кои што верувам дека се уште не се конечни како имиња, да не едно од двете имиња ќе биде министер за животна средина или Едниот, тоа да. не е, или тоа не е сигурно. За животна средина. Значи нема да има ротација во смисла да речеме, оти слушнав дека можеби Фатмир Лимани може од социјална политика, демографија и млади да оди во животна средина, а кадарот еве на Изет Меджити да оди во социјална политика. Видете, во оваа фаза, затоа реков, тој политички момент и реорганизација внатре помеѓу ресорите, сепак останува отворено и тоа се решава на таков тип на организации помеѓу политичките партии и анализа на евентуалните профили кој каде и што ќе води. Слушавме особено пред избори различни оценки за статусот на Влен во владата, за тоа дека е во подредена позиција споредено со, да речеме, претходните позиции кои што Дуи ги имаше во владата. Вие лично дали сте задоволен од статусот и од перформансот на Влен во владата? Прво што се договоривме беше дека Влен мора да има различен пристап кон креирање на политики и решавање на проблеми. Знаете, досега научени бевме, албанскиот дел нарочито, со символика во тоа што се вика политика. Значи, символика во позиции, имиња, не знам, функционалности во институциите беа на крајот на листата. Ние цениме дека тоа веќе е поминато и дека граѓаните навистина сакаат резултати, таа функционалност нам не е прва.
И така и работиме. Фактички, ако гледате од сите министри на Влен, ние имаме акцијски план, освен што еднаш месечно реферираме на ниво на влада за нашиот акцијски план за реализација на точките кои што ги имаме за тој месец. Ние имаме интерен состанок кој што ги анализираме и ги дефинираме кои точки ни се заглавени, приоритетни, кои точки ни се завршени. И ценам дека веќе граѓаните гледаат разлика кон институциите и разлика на функционерите, како тие делуваат и како работат. Кај нас реално символиката е многу помала од колку што има претходните и јас се радувам заради тоа, бидејќи не трошиме ни време ни енергија да креираме таков политички наратив кој што ќе се фалиме пред камерите и пред медиумите, а на крајот на денот тоа нема да придонесе кон подобар живот, подобра институција, подобра инфраструктура на граѓаните. И за година и пол ценам дека разликата веќе е видлива. За среќа и ВМРО гледа кон реализација на проекти и мислам дека тука имаме исти фреквенции за да имаме резултати, а помалце да имаме таков наратив на символика. Пред локалните избори се зборуваше за можноста за предвремени избори, но како притисок кој би дошол од ДУИ. Сега, по локалните избори, можно ли е Влен и ВМРО ДПМН да сакаат да одат на предвремени избори, зајави уште еднаш да го поразат ДУИ, да си обезбедат нови 4 години на власт? Знаете, политички гледано, тоа сега е идеално да се направи, заради тоа што и Влен и ВМРО се победници на овие локални избори, но државнички гледано тоа мислам дека не е во ред, заради таа динамика на работа што ја имаме сите институции. Еве, Министерство за здравство, например, во моментот во тек ни е 205 милиони евра за инфраструктурни инвестиции во здравството, во Кичево, во Тетово и во Штип. И ценам дека сите тие процеси би се одлагале минимум за 6 месеци, а при тоа плюс 3-4 месеци додека нели креирате нова политичка агенда, додека креирате акцијски планови на ниво на министерство. И ценам дека државнички гледано, освен економскиот момент, трошоци, мислам дека и тој момент на реализација на програмата би било залудно да имаме предвремени избори. А од другата страна стабилна влада имаме. Значи имаме Ако ВМРО ДПМН ви каже ајде одиме на локални избори, по нив ќе влеземе во уставни измени. Тогаш ќе го прифатите тој аргумент? Значи, уставните измени се дел од процесите кои што не се поврзани со европските интеграции и ние сакаме нечиме мора да се соочиме со процесот на одот кон ЕУ интеграциите. Прво заради тоа што ние сме држава која што во околината имаме соседство кој што се дел од ЕУ или се во процес на ЕУ интеграции. Вториот момент, економската структура на државата реално не дозволува ние да бидеме изолирана капсула како држава на ниво на Балканот. И ценам дека секој од нас и нам ни е приоритет, висок приоритет Европската Унија и процесите кон Европската Унија. Еве, ние, например, сега менуваме 12 закони во здравството. Јас на колегите на работните групи им кажав дека сите закони мора да бидат на линија на ЕУ директивите и на таа матрица и на тие индикатори што ги бара, бидејќи еден ден сакаме нечеме, ние ќе бидеме дел од таа група на земји наречена Европска Унија и тие закони да не ги менуваме повторно, ќе треба од сега и ние веќе работиме инфраструктурно да бидеме компатибилни со ЕУ стандардите во здравството. Уште еднаш ќе прифатите предвремени избори за уставни измени? Значи, ако се работи за процеси кои што придонесуваат кон државата, дали се тие економски или политички, дефинитивно да. Околу случајот што го обелоденивте во петокот за првичните наводи од интерната комисија во Министерството за здравство, која разгледуваше 25 пријавени случаи, дел од граѓани, дел од медицински установи и ги проверуваше наводите за тоа дека можеби станува збор за непотребно извршени интервенции кај тие случаи. Рековте дека кај 10 од 25 пријавени е утврдено или дека непотребно биле упатени на операција, или дека непотребно е направена операција поврзана со кардиоваскуларна диагноза.
Вие лично на пресот употребивте една фраза и рековте дека станува збор за објективни резултати. Како сте вие лично убеден дека се објективни? Васко, вака, таа структура на луѓе, 15 се експерти во областите, кои што ги работа секојдневно. Вториот момент, јас бев само 2 пати, од 11 работни сесии, само 2 пати бев присутен на тие сесии. Првиот пат, за да бидам дел од таа методологија која што ќе ја работат, и последниот пат, кога нели се креираше тој драфт извештај за првата фаза. Ова се уште првата фаза. Јас сум сигурен дека тие експерти од тие области, кои што ги има материјалите, работеа по таа методологија и таа е стручно докажани методологии се во светот, така и се работи. Значи, освен административниот дел кој што тие одеа по портфолиото на пациентот, каде што на таа работна група, на таа сесија, освен експертите беа присутни и лекарите, докторите кои што направиле операција на тој пациент, за да бидеме целосно транспарентни. Исто така структурата на таа работна група е од државни приватни здравствени институции и плюс администрација од Министерството за здравство. Јас сум сигурен и убеден за тој извештај дека е и објективен, и професионален, и научно Каде се отвора прашањето околу објективноста или потенцијалната необјективност? Да речеме, во комисијата има членови доктори од приватните болници, во кои што фондот финансира и плаќа кардиоваскуларни, кардиохируршки и васкуларни операции, и сега дилемата е колку тие може да бидат објективни во однос на случаите што ги танкираат болниците што тие ги застапуваат, бидејќи пред се станува збор за комерцијални ентитети сега, нели, да, тие мора да водат сметка, да постапуваат по протоколи и така натаму, меѓутоа сепак таму профитот е тој што го води бизнисот напред. Значи, прво, Васко, во бизнисот не треба да има профит. Значи, нормално треба да се плати услугата, но и треба да има маржа, нормално за институцијата, но не треба да биде комерцијална како што се други економски оператори во државата. Вториот момент, таму, како што реков, не 1-2, туку се 15. Ние имаме записници од секоја работна средба нивна и за секој случај, за секој предмет, за секој фолдер, освен административниот, исто така и клиничкиот дел, значи со седења, ние обезбедивме со BIM, со компјутери, за да може да одат буквално и административниот и клиничкиот дел да се анализира, и тука и се гласаше, има коментари за секој наод. И со мнозинство се носе? Да, со мнозинство, да, сите одлуки со мнозинство се носе, затоа и да има, например, имаше исто така, има и доктори кои што работат на државна здравствена институција, кои што исто така биле дел од наодите. И идејата е дека од 15, 1-2 гласа прво не менуваат кон ауткамот, кон резултатот, но вториот момент е дека тие се навистина стручни и навистина имаше, ќе видите, мислам, тој извештај, крајниот извештај ќе биде јавно достапен на нашата веб страна. Чекаме се уште втората фаза да доаѓаат тројца експерти од надвор, за да се ревидира, да се анализира уште еднаш извештајот и тогаш ќе биде конечен извештај. Слушна повеќе коментари, кога Жарко Христовски се вика докторот од една од приватните болници, кој што заедно со вас го држеше пресот и кој што рече дека по принципот на сениоритет, дека бил на некој начин председавач со комисијата. Председаваше со комисијата. Да, и сега дилемите каде од луѓето еве со кои што јас бев во контакт, веле како може сега тој доктор од приватна болница да ја води таа комисија, како работела таа комисија кога веројатно приватните болници се засегнат. Прво, тој само председава со комисијата, еден член, еднаков член со сите членови, еден глас има, нема златен глас за да може да менува резултат, нели, во наодот. Како и да е, јас сум задоволен дека комисијата работеше 11 работни сесии има и верувајте дека секоја сесија буквално од стручна гледна точка
работеле и јас сум задоволен и се гордеам и со таа комисија и со Министерството за здравство, бидејќи на вистина сме на ниво да може критички да гледаме и кон процесите понекогаш кога се и дел од нашата матична институција и тоа се докаже со оваа комисија. Одбравте да не соопштувате имиња на болници и на доктори. Зошто? За две причини. Првата причина е тоа што процесот не е завршен. Значи, јас, ако памтите првата пресконференција, реков дека ќе имаме два нивоа во процесот. Првото ниво е Националната стручна комисија и второто ниво е Националната стручна комисија заедно со меѓународната или во овој случај од 3 земји експерти од областа. Зошто ова го направивме? Прво направивме за да гледате, заради имиња, заради комбинација на структура на луѓе внатре, може да има дилеми, да се појави недоверба од граѓаните кон таа институција наречена стручна комисија. И вториот момент, и тие да бидат некако растоварени од последниот извештај, кога ќе имаме уште тројца надворешни експерти кои што воопшто ни не ги знаат институциите, намерно одбравме експерти кои што немаат никаква врска со нашата држава. Значи, ние имавме, се пријавија луѓе кои што работат во Македонија и кои што, реален да бидам, многу полесно ќе ни беше за да комуницираме и да се креира таа работна група. Јас бев строго против експерти кои што имале некаков тип на соработка со нашата држава од аспект на здравствени услуги, за да бидеме чисти во тој дел. Така да имаме тројца луѓе од 3 европски земји кои што буквално немаат никаква допирна точка со здравствениот систем во државата. Дел од опозицијата веќе повикува и вели јавноста мора да ги знае имињата и на болниците и на докторите, ќе ги дознаеме во финалниот извештај. Не се доискажав, значи зошто во оваа фаза одлучивме да не ги именуваме институциите. Прво од етички аспект, бидејќи драфтот се уште е драфт верзија. Можеби надворешните експерти ќе кажат тука наодот мислиме дека е различен. Уште еднаш ќе треба од почеток заедно со надворешната експертска комисија да се анализира. Прво е тој момент и вториот момент е дека процесот се уште не е завршен и вие не можете во да ги објавите институциите, а не сте 100% сигурни дека тоа е така. Јас мислам дека овој драфт извештај ќе биде и конечен, бидејќи навистина верувам во оваа стручна наша комисија и наши експерти, наши доктори, но сепак ако методологијата е веќе така дефинирана, дај да ја тераме до крај и да завршиме со процесот и тогаш заедно со тројцата надворешни експерти да направиме пресконференција со крајниот извештај. И тогаш ќе има имиња на институциите. Добро, ме интересира оштетените, условно кажем, информирани се знаа? Не, бидејќи сепак уште еднаш извештајот не е конечен. А живи се тие? Сега да не давам детали. Добро. Поголемиот број се живи. Добро. Сега, околу одлуката во оваа фаза да не кажувате ни болници, ни доктори, а сепак да излезат и да кажат имаме за 10 случаи, речиси сме сигурни, чекаме потврда од тројца надворешни експерти дека имало непотребно или упатување на операција или направена непотребно Знаете зошто го направивме тоа? Бидејќи првата фаза беше... Моето прашање е следно. Како сте сигурни дека во овој момент не се случува нешто слично? Токму тоа сакав да ви објаснам. Значи, оваа комисија мора да има крај. И ова е ад-хок комисија заради дај да видиме што се случува во здравствениот систем. Но ние имаме институции, имаме Министерство за здравство, имаме Фонд за здравство. Така да фондот и министерството мора да ги менаџират овие здравствени процеси. И затоа, токму затоа денеска имавме пресконференција за да информираме јавноста дека со првиот слот на активности во оваа стручна комисија завршивме. И веќе нема да има
по овој пат пријавени случаи за да може комисијата да работи. Таа веќе нема да се бави со овој дел на анализи на ваков тип на пријавени случаи. Тоа веќе ќе биде дел од нашата институција како Министерство за здравство. Втората фаза на оваа стручна комисија е да оди адхок во рокот од 2013 до 2023 до 2025 адхок да оди физички во овие здравствени институции и да проверува дополнителни случаи и да види дали се окей и административно и од клиничка гледна точка. Така да затоа денеска сакавме да го завршиме првиот дел. Тој драфт извештај сепак без имења и дополнителни детали во информацијата да не излеземе заради коректноста и кон институциите и кон нашата методологија дефинирана порано. И на крај да видиме прво да продолжат комисијата да продолжи со втората фаза, а ние да продолжиме со анализите од странските експерти да излеземе со конечен извештај. Дали може овој пристап да ги направи несигурни, недоверливи пациентите на кои потенцијално им е потребна кардиохируршка или васкуларна интервенција? Да, има ризик пациентите да не веруваат во здравствените институции, затоа сакаме тотално да бидеме транспарентни со крајниот извештај и јас од почеток реков дека тој крајни извештај нема само да биде лист хартија кој што ќе дава информации за оваа група на пациенти кои што биле под скенирани од страна на експертите, туку ќе ни биде патоказ за нас како Министерство за да креираме или евентуално да менуваме закони. Ние во моментот менуваме 12 закони и плюс два закона ни се ги креираме бидејќи се непостоечки, а нам ни треба заради таа дигитална трансформација на здравствениот систем. Верувајте дека после конечниот извештај и анализите од тој извештај, тие параграфи од таму ќе ни бидат за нас акцијски план. И ние тогаш ќе излеземе со акцијски план и со конечниот извештај за да може здравствениот систем веќе да биде робусен од ваков тип на процеси. Имате груба временска рамка кога може да се очекува финалниот извештај? Па мислам дека брзо. Ние имавме проблеми со потпишување на договорите со експертите. Знаете законски кога сте во предизбори и во изборниот период, временски слот, вие не можете да потпишувате никаков договор, а кој што има финансиски импликации. Конечно ги потпишавте? Така да не ги потпишав, сега се во фаза на потпишување, се надевам дека ќе бидат потпишани наредната недела, во текот на неделата. Кога велите наскоро дека конечниот извештај? И кога велам наскоро, бидејќи сепак таа стручна комисија ќе ги разгледа само тие 10 во овој случај фолдери, случаи, и мислам дека не им треба повеќе од 2 до 3 работни сесии за да може да имаме конечен извештај. А конвертирано во време и во недели, мислам дека не повеќе од 3 недели. Од сега. Странците нема да бидат дел од адхок мисиите на комисијата по нема медицинските установи. Нема да биде. Тоа ќе биде исклучиво домашна акција. Така, тие ќе бидат само за овие 10 наоди кои што денеска ги имавме на прес. Сега, кога се актуализираше случајот, се појави информации за злоупотреби во смисла на упатувањето на пациентите. Јас неколку пати во ова интервју кажав дека кога зборувате за 10 случаи, зборувате и за случаи за непотребно упатени на операција, меѓу другото, не само непотребно оперирани. Велам се појавија информации дека има очигледно упатување од една институција здравствена во држава кон една конкретна приватна болница, таму да се прават кардиохируршките или васкуларните интервенции. Дали овој аспект се разгледува и како планирате да го адресирате тоа прашање? Да. Бидејќи тоа во себе содржи ризик за корупција. Се разгледуваше и решението веќе е најдено, значи ќе имаме јасно дефинирана здравствена патека и тоа софтверско решение ќе биде, кое што решение нема да дозволи
лекарот, докторот да може да упатува кон друга институција ако не ги полни сите индикатори кои што ги гледа кај пациентот, а тие индикатори наведуваат кон друга институција за понатамошно следување или И како ќе ги интервенција. дели еден на државната кардиохирургија, еден на Систина, еден Жан Митрев, па ќе врти во круг? Не, софтверот или мислам докторот ќе биде задолжен да ги пополни сите полиња од софтверот за да може да му даде софтверот пас за да може да даде упут за некоја институција. На крајот он пак ќе може најверојатно да одбере пациентот институција. Знаете, не можеме да ги ограничиме нашите граѓани да одберат институција која што сакат да се лекуваат. Тоа е законско право на секој наш граѓанин, така да ние не смееме да ги ограничиме или да ги насочиме само кон една институција. Тоа е забрането и мора на крајот на денот граѓанинот да одлучи каде сака да се Зошто државната кардиохирургија не е толку конкурентна споредено со, да речем, другите две приватни болници во кои што се прават кардиохируршки интервенции? Има многу причини. Прво, за жал не е само таа институција. Здравствениот систем во државата се менаџира ад-хок, за жал, без некоја национална стратегија, без некој не предиктивен. Едноставно, ние само решаваме проблеми. Не правиме едукација, не правиме анализа на инфраструктура која што ни е потребна. И тука е главниот проблем за секоја здравствена институција. Затоа ние сега веќе правиме национална стратегија за човечки ресурси. Заедно со Министерството за образование ќе креираме, веќе има работна група, која што работи на едната составена од двете министерства. Нашето министерство е задолжено да ни информира колку имаме човечки капацитети во моментот и каков тип на перформанси, профили ќе ни требаат за 10 години од сега, за да може Министерство за образование после да креира нови курикулуми, нови слободни места за студенти и средно стручен кадар, технички, а поврзан со здравството. И тогаш ќе знаеме, веќе знаете, доктор да профилирате, вам ви требаат 6 години. Ќе знаеме дека за секоја година каков тип на професионалци имаме од образовниот систем. За специјалисти? Не, за додипломски студии, за општи. И специализациите се дел од нашето министерство. Исто така и кај нас веќе правиме нова реформа во тој и во курикулумот и во временската рамка. Знаете, кај нас заради таа реорганизација на здравствениот систем кој што ќе ни биде регионализација во моментот, ќе имаме регионални центри кои што ќе нудат здравствени услуги, ќе имаме терциерно здравство на клиничкиот центар кој што ќе нуди по адванс здравствени услуги и ќе се бави и со наука и со нови технологии, со обуки и така натаму. Во моментот, за жал, 70% на населението завршува на клинички центар. Ако не и повеќе. Нашите резултати, анализи покажуваат дека се толку. И тоа е многу. Многу е заради тоа што тие колеги кои што работат на клиничкиот центар едноставно се бават со све освен со наука, бидејќи немаат време и не можат да се посветат на нови технологии кон решавање на здравствените проблеми. И заради ова ние ќе направиме реорганизација во здравството. Спомнавте една клиника, планираме и анализираме, значи и кардиологија и кардиохирургија да ги споиме наедно заради таа инфраструктура и човечки капацитети и после да анализираме што друго фали. Знаете, здравството, мојот пристап е да се менаџира базирано на податоци на потреби, а не базирано на историја. Значи, кај нас за жал и здравствениот систем и буџетирањето на здравствениот систем се базирало само на историја. И само да го заокружиме овој сегмент околу работата на комисијата, што ќе бидат потенцијалните последици, еве да кажам, санкции, казни, евентуални покренати процеси, кога финално ќе се утврди дека има пропуст, има грешки? За нас како министерство тоа ќе ни биде патоказ.
за креирање на или на нов закон или именување на членови од законот, за да може да бидеме уште еднаш робусни кон ваков тип на интерапти процеси од надвор. За понатаму нормално, ако има наод кој што треба да се проследи кон други институции, ние сме законски задолжени тоа да го направиме и ќе го направиме. Оти ако некој некому отворил срце, а не требало да му го отвори, да му го оперира, тоа не е мала работа, страшно звучи. Ние ќе ги проследиме до надлежните институции ако имаме таков случај. Ако овие 10 завршуваат и во крајниот извештај ќе мора да видиме со правниците кои се следните чекови. За сега немате никакви ограничувања поврзани со упатувањето пациенти за кардиохируршки и васкуларни интервенции во приватните болници? Или евентуално, не знам, Не. Замрзнување на буџетите или таква нешто? Немаме. Ние сме во оваа фаза, ајде да кажеме, попредпазливи. Ги анализираме и процесите кога се креираат и кај завршуваат и како завршуваат, но немаме таков тип на санкции. Одиме на друга тема. Пред неколку дена Центарот за граѓански комуникации, реномирана невладина организација која што се занимава со теми од антикорупцијата, излезе со наоди од едно нивно истражување, анализа кој што покажа дека трошоците за јавни набавки во здравството во последните 2,5 години, 10 години се извидам, се зголемиле за 2,5 пати. При тоа велат дека од 126 милиони евра во 2015 порастале на 315 милиони во 2024 и напоменуваат дека инфлаторните фактори не се доволни за да се објаснат огромните скокови во вредноста на набавките. Како го коментирате ова првично, потоа ќе ве прашам и за некои други детали од истражувањето? Јас истражувањето го прочитав, лично јас го анализирав и бројките има фантастичен пристап материјалот внатре, значи таа методологија е дефинитивно дава надеж дека ние ќе имаме навистина понатаму таков тип на материјали надвор од здравствените институции, државните институции. Тука имам, според мене, гледам две причини зошто резултатите се такви. Едната е пак поврзана со централизација на здравствените инфраструктурни капацитети. Што значи тоа? Ние во моментот немаме централен систем кој што ги имаме сите елементи поврзани со здравствената инфраструктура во државата и не ги знаеме. Например, ако ме прашувате за помали елементи, а кои што се дел од здравствениот систем, јас нема да можам да ви објаснам и да ви кажам колку такви имаме. Бидејќи методологијата е стара и не е дигитализирана и заради тоа ние немаме ни увид каков тип на апаратура имаме во нашите клиники, болници и така натаму, јасна, и зошто имаме потреба од дополнително купување на нова опрема. Кога тие сите институции и ние како Министерство ќе ги имаме и ќе имаме визуелен пристап и анализа на целата инфраструктура, тогаш ќе знаеме дали дополнително има потреба да отвориме некоја тендерска постапка за некој апарат или некој тип на инфраструктурни инвестиции во здравството. Мислам дека ова е многу клучно прашање и е битно. И веќе размислуваме на решение за тоа. Ќе се направи национална апликација, за да може, освен човечките капацитети и инфраструктурно да мора секоја институција да ги внесе апаратурата и целиот тој екосистем кој што е дел од таа здравствена инфраструктура во системот, и тогаш ќе се поврзе системот на отварање на постапки со таа база на податоци. Например, вие како директор во една клиника нема да можете да отворите постапка за купување на некоја опрема ако цениме дека таа опрема не ви треба или има нова технологија која што вие не треба да ја купите. За жал сега и таа различност помеѓу различни инфраструктурни капацитети во нашиот здравствен систем ни прави проблеми. Значи, таа некомпатибилност
некомуникација помеѓу инфраструктурата нам ни прави проблеми. Значи, вие имате една технологија за истата болест во една болница, друга во друга. И пристапот е различен, и сетирањето на апаратурата е различна, чак различно е и пристапот, значи таа обука која што треба да има еден лекар за еден тип на инфраструктура не е компатибилна со истиот лекар ако оди во друга институција. И со резултатот на трешноста направен на некој апарат, кога ќе дојдете на клиника, ви велат, не, јас овде сега одново ќе го правам, затоа што не верувам, затоа што ние имаме друг систем и така натаму. Таа некомпатибилност, верувајте, не само заради здравствени услуги кои што не се компатибилни со ЕУ стандардите, но и исто така ни прави дополнителен притисок во буџетот на здравството, бидејќи 2 пати, 3 пати истата услуга треба да ја платиме. Сега, Центарот за граѓански комуникации вели, независно од тоа што пораснал буџетот, потрошените пари за јавни набавки, не пораснале услугите и во смисла на волумен и во смисла на квалитет, и при тоа и даваат одредени референтни бројки. Например, велат во периодот 2015-2024 бројот на прегледи во вкупно 55 клиники и болници е намален за 14%, а на болнички денови за 24%. И при тоа отвораат сомнеж за тоа дека веројатно набавките се користат како канал за финансиско излекување средства, со што секако ќе се согласиме, не треба да биде случај. Добро, видите, тој индикатор, извинете, ве прекинав, тој индикатор не може директно да се поврзе со тоа што го кажавте. Зошто? Прво, новите методи кон решавање на здравствен проблем се веќе модернизирани и автоматски намалуваат број на хоспитализирани денови за пациенти. И целта е тоа. Значи, да имате пристап кон една болест, за да може помалце да имате хоспитализирани пациенти од аспект на временска рамка. Тогаш го лекувате многу побрзо, тоа е подобро за економијата, за квалитетот на тој граѓанин, така да не е сигурно дали бројот на намалување на деновите вие пред се мислите. Но добро, и прегледите се намалени, и специјалистичките прегледи се намалени, а расте тој буџет. Можеби тоа што загрижува е, тие велат дека речиси половина од тендерите биле завршени со само еден понудувач. Тоа е загрижувачки. И тука исто така има решение. Решението е централизирање на сите информации и таа техничка спецификација да биде компатибилна со другите институции кои што нудат исти или слични здравствени системи. Тогаш ќе бидеме по конкурентни кај приватниот или институциите што нудат таков тип на услуга, продаваат таков тип на сервис. И најверојатно ќе добиеме сервис поевтин, но и компатибилен со другите институции. Исто така, од нашите анализи, дојдовме до заклучок дека институциите имаат мал број на капацитети на човечки ресурси кои што реално знаат или се лиценцирани за да ја креираат постапката од почеток до крај, јавната постапка, за да биде таа сигурно. И тука реално имаме проблеми како министерство, 2 типа на проблеми. Едниот е многу често тие процедури ни пропаѓаат, не завршуваат успешно и според законот вие ќе мора да отворите од ново постапка, тие постапки траат и на крајот на денот или нема да имате услуга кон граѓаните или некој тип на лек и така натаму. И вториот момент е тоа што вие го спомнавте, некомпатибилноста на техничката спецификација и заради тоа ви се појавуваат само еден или 2 оператори кои што дава простор за сомневање. Односно дека се цртаат тендерите на начин да може да се јави само еден оператор. Па не смеат да се цртат, бидејќи имаме други државни институции кои што ги анализираат, но сепак треба да бидеме предпазливи. Околу онкологија, можеби на тема клиника за онкологија сме најсензибилизирани како јавност и поради судскиот случај кој што е во тек, но многу често и понатаму слушаме за недостиг на терапија за одреден тип на болни на таа клиника. Зошто постојано се случува тоа?
Прво, онкологија ни беше во приоритет од првиот момент, кога стапив како министер за здравство, заради сензитивноста на лекот, заради нуспојавите кај пациентите по добивање на третманот, заради тие пациенти сакаат и треба да имат дополнително некој член од семејството за да ги придружува заедно. И затоа сакавме и приоритет ни беше децентрализација на онколошките услуги во државата и почнавме со тие клиники или здравствени институции кои што се или имат човечки капацитети, но инфраструктура за да може со нив да почнеме. И сега имате нешто делумно оперативно во Битола? Имаме веќе оперативно во Битола и во Тетово. Добро. На 8 септември све е средено, значи веќе имат и добиено, значи тој процес административен процес за добивање на лиценца веќе е добиено и ценам дека за брзо време, недела-две, ќе треба и таму оперативно да имаме онколошки услуги на ниво на амбуланта кај во 8 септември, со тоа што нормално ќе треба да работат уште малце колегите од 8 септември за да може да имат поширока палета на онколошки услуги таму. Но за среќа, Тетови, Битола веќе имаат, Штип исто така ќе биде се уште рана фаза таму, ќе треба да се инвестира инфраструктурно. И идејата е на онколошките пациенти да им нудиме онколошка услуга на поблиску во регионот кој што живеат. Терапија да примаат, ама акцелератори мислам дека нема. Во Битола ќе има и ЦТ симулатор, Добро. За да може буквално сите и онколошки и радиотерапевски услуги да ги добиваат. Израчење значи може да има. Затоа веќе во оваа фаза јас бев лично во Битола, се договоривме со директорката физичар плюс тројца технички кадар да може 6 месеци да поминат во Скопје. Најверојатно се во тек, тие веќе се во Скопје и работат заедно со колегите од клиниката тука. За да можеме за 6 месеци тој ЦТ симулаторот да биде дел од таа инфраструктура таму и да може да имаме човечки капацитети кои што ќе Тоа е околу дисперзијата, но јас ве прашав околу недостатокот на терапија за кој што слушаме, речи си ајде, сега секојдневно е можеби престрога квалификација, но многу често слушаме повторно дека недостига терапија. Значи, терапијата недостига заради тоа што го спомнав, заради тие процеси кои што се строго дефинирани во законот за отварање на постапка до завршување на постапка и често ни се случува постапките да бидат неуспешно завршени, па треба од почеток да се отвори постапка за тип на лек или на некоја друга услуга. И вториот момент е заради увозниците. Често и тоа ни се случува. Постапката е завршена успешно, тој лек моментално не е увезен во нашата земја и чекаме недела-две за да може тој да биде, нели таму има административни процедури да може да заврша, за да може он да се требува и да биде дел од здравствената институција. Сега некој што работел со реверси за време на претходната гарнитура сега одговара на суд, а објаснувањето е дека тоа се правело за да нема недостиг на терапија. И сега што е помалото или поголемото зло за пациентите? Оти нив им е пред се потребна верба, доверба, тоа дека го има лекот веројатно битно влија и психолошки кај нив. Кога немаат терапија, претпоставувам дека негативно влија и на нивната состојба. Така што велам, отсуството на терапија не е толку безазлена работа. Дефинитивно, затоа реков дека менуваме 12 закони. Законот за здравствена заштита, делот кој што ги дефинира овие процеси, ќе има дополнителен дел кој што во Европа, ако не се лажам, се вика Green Line, кој што ако има недостаток на нешто, има друга процедура која што ќе може пациентот да ги добие тие здравствени услуги, а институцијата ќе може по таа друга процедура да може да дојде до тој лек.
Така да ќе биде дефинирано и јасно дефинирани ќе бидат тие постапки на тој закон и ценам дека тогаш ќе имаме појасна слика и ќе имаме инфраструктура која што во реално време ќе нуди услуги. На почетокот во првиот дел од разговорот кога зборувавме за владата и за аргументите треба не треба да има предвремени избори, спомнавте инвестициски циклус во здравството, но тоа е се уште во најава. Министре, го гледав предлог буџетот за 2026 година, зошто само со 3.500.000 денари ви се изградба на болница во Кичево и дури под една ставка ви се изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип. Исто така со тоа се 55.000 евра практично и за едната и за другата. Еве, исто така заради законот, значи таа постапка сами рековте дека е во првата фаза, почетна фаза, за да имате можност да работите во 2026 година, вие мора да ги имате дефинирано во тој план, годишен план, сите активности, за да може да ги дефинирате, вие мора да имате финанси. Во законот не пишува дали финансиите треба да го покријат целиот процес на инвестиции, туку вели финанси. И според таа методологија, ние тој буџет на пари, а кој што е поврзан со ставката инфраструктура, ја делиме на неколку активности, ги ставаме таму за да може тој пилар, таа структура за активност за таа институција да биде активна. Кога ќе имаме буџет, во овој случај овие 205 милиони евра за таа инфраструктура, тие ќе бидат наменети за таа линија на инвестиции. Ама тоа кога ќе биде? Таа методологија на како се дефинира буџетот и како може во таа ставка вие дополнително да ставите средства. Вие сега 205 милиона зборувате како дел од таа поширока финансиска рамка поврзана со договорот со Обединетото кралство. Тоа е едниот извор. Добро. Имаме и други извори, значи знаете дека ние имаме исто така други финансиски извори и во ЕУ. Делот нив се исто така грант, делот нив се кредитни линии, но исто така имаме исто така и со Светската банка активности поврзани со здравствениот систем. Значи имаме неколку различни извори поврзани со инфраструктура. Затоа ги предвидовме сите тие активности. Има некаква активност реално? Да. За Кичево и за Ние ќе почнеме, ова е само крајната фаза е да се потпише од страна на министерот тој договор, тие пари да се префрлат во Министерство за финанси, да се одвојат после во буџетските линии кои што се дефинирани, да почне со реализација на проекти. Во еден јавен настап пред неколку дена зборувавте за тоа дека разгледувате неколку опции за нов клинички центар. Зошто тоа не е приоритет? Затоа што навистина инфраструктурно многу лошо изгледа актуелниот клинички центар во Скопје. Тој е приоритет, но има уште еднаш, значи нашиот пристап кон здравството е реалните проблеми и дефинирани на приоритети и на активности за тие реални проблеми. Ние работиме заедно со Светска здравствена организација за наоѓање на тие гепови, на тој момент на подобрување за ад-хок решенја во здравството, но исто така и долгорочни решенја. И увидовме дека две работи мора да ги направиме брзо. Прво, примарното здравство ни е приоритет, заради тоа што тој е првиот филтер на граѓаниното за да може преку таа здравствена патека да дојде до терцијално здравство. И ако таму не сме добро дефинирани, не ги дефинираме добро протоколите, ни се случува тоа што сега го имаме, 70% од граѓаните да завршат во Скопје на клинички центар. Вториот момент е регионалниот пристап. Ние нели рековме дека нашиот здравствен систем ќе се структурира по региони и токму затоа овие три региони ни се битни, затоа почнавме од таму, значи во Штип, Тетово и во Кичево, за да може понатаму второто ниво на инвестиции во инфраструктурата да биде комбинација на клиничкиот центар со другите региони кои што ќе имаат здравствени институции
кои што навистина наликуваат на здравствена институција и доволно инфраструктурно покриени за да може таа услуга да биде со квалитет дадена кон нашите граѓани. Клиничкиот центар во моментот се анализира од експерти, дали ќе биде таму кај што е во моментот физички и ќе се гради инфраструктурно, дали ќе биде на нова локација која што нема инвестиции, згради, инфраструктура, или ќе биде во 8 септември, се анализираат и од временска гледна точка, и од инфраструктурна гледна точка, но исто така и од економска гледна точка. Ако нема предвремен избори во мандатот на оваа влада, може да отпочне изградба на нов клинички центар? Не би сакал да ви дадам рокови, бидејќи сум инженери, после година дена ќе ме прашате до кај сте. Да почнеме со овие три, да видиме како ќе ни оди со Кичево, Тетово и Штип. Во меѓувреме да видиме од експертите каде ќе се инвестира, бидејќи на пример ако се инвестира во 8 септември за да може таму клиничкиот центар да се дислоцира, дел од зградите таму од инфраструктурата веќе е постоечка и ние инвестираме таму на нови операциони сали, на нова инфраструктура, на технологии внатре. Значи, исто така фасадата, целиот спрат, едниот од спратовите буквално целосно реновиран, целата фасада ќе биде целосно реновирана, кровот од објектот. И ценам дека таа временска рамка таму ќе биде помала од колку би да градиме од ново или да градиме кај што сме сега и плюс да инвестираме во реновирање на постоечките инфраструктурни објекти. Добро. За министер за здравство секогаш има многу теми. Овој пат овде ќе го затвориме разговорот. Оние за дигитализацијата, можеби кои што ви се најблиски, ќе ги оставиме за некој следен разговор. Еве, да оставиме простори да се случи нешто конкретно, па да го дискутираме. Благодарам за ова интервју. Благодарам за времето. До крај нова саботажа. Пријатно одмена. Наварање на почитувачите на јазикот, разгледницата од Македонија, освен живописни слики од прекрасни крајолици, ќе мора да содржи и речник кој ќе треба да ги толкува пораките испишани во неа. Иако тоа цврсто се ветува, уште при давањето збор се демантира. Фала, пошто и обеќак дека ќе го кажувам да се трудиме да зборуваме литературно на својата така почнемо толчево. Така да, грешки секој има, но да не се забележително. Тоа што се забележува е промената на амбиентот во салата на градското собрание. Председателот е удобно заковтен во фотелјата, а веројатно за да се избегнат сценски настапи како од блиското минато, за потенцијално немирните советници е предвидена соодветна локација. Јас изреагирав за ова новина што сте вовеле денеска и председницата. Со ова магарешка клупа што сте оставила за советниците, мислам дека не е во ред. Со техниката е зборувана оваа магарешка клупа што ја викате вие, е местото од кај што се обраќаат и градоначалникот вчера на прославата и сите, значи таа истата официјална говорница на градот Скопје, не е магарешка клупа. Клупата може и да не е магарешка, ама вокабуларот меѓу политичките опоненти од советите на говорницата е баш на тоа ниво, кое дозволува терминолошки да се израмнува со зборот што погрдно е посветен на тоа домашно животно. Али Перо, како советник, како колега, тој делеше едни ваучери за еден гроздобер и си ги зема сите. Пере, сега, види, нема да гледам. слушај, И сега тој дели, уѓе во комисија и ги дели сите за мене. јас нема, Ристе, значи лични навреди, ама лична навреда, колега да не е така. Се разбира дека не станува збор за навреда, туку за некаков личен аргумент кој во жарот на дискусијата се користи како општ факт. Такви се и паралелите кои се прават за да се укаже неизборниот успех на неголемите противници. Советничката група на СДСМ е во моментот со 5 членови и нема никаква поддршка. Односно, советничката група на СДСМ е само еден автомобил со патници.
Но никој никому не останува должен, па на параболите се одговара со комплексна метафора за огромната моќ која наводно ја поседува моделот во кој сепак и натаму може да се превезуваат само 5 патници. Ние сме автомобил, но сме Porsche Macan GTS целосно електрично со моќност од 571 конска сила и максимална брзина од 250 км/час. И овој автомобил во моментов е спремен да ја претекне секое тешко возило во Советот на град Битола. И јас сум многу горда што сум дел точно од овој автомобил. И на крајот, за егоцентричноста на жителите на одделни населби и општини развиена на ниво на анегдота. Ѓорче Петров, што прави Чак Норис кој чути Ѓорче Петров, прави што ќе му се каже, таква е структурата на градот. И на Ѓорче, и на Скопје, и на Македонија им треба Чак Норис. За конечно некој да го прави тоа што ќе му се каже.